Поголема активност на локално-економските социјални совети во земјава, нивно вмрежување и споделување на позитивни практики е заклучокот од средбата на представниците од советите при општините Куманово, Битола, Струга, Тетово, Гостивар, Штип, Ресен, Кавадарци и Свети Николе. Целта, како што велат, е да се унапреди социјалниот диалог на локално ниво при решавањето на актуелните прашања од економско-социјалната област. Всушност целта е да се унапредува социјалниот диалог на локално ниво, заедно со другите локални актери и представниците на локалните економски социјални совети, да поттикнеме диалог за решавање на важни актуелни прашања од областа на економско-социјалната сфера во општините и на некој начин да ја промовираме оваа значајна улога на локалните економско-социјални совети како општински тела кои што всушност се формирани со цел да го јакнат тој социјален диалог кој што е трипартитен на некој начин. Тоа е диалог помеѓу општините, помеѓу бизнис секторот, односно работодавачите и синдикатите, со цел унапредување на правата на работниците, унапредување на квалитетот на живот во локалните заедници и така натаму. Граѓанскиот сектор тука има додадена улога, бидејќи во сите општини каде што работиме имаме представници од граѓанскиот сектор како партнери, кои што всушност се иницијатори на ваквите средби, затоа што знаеме, моментално локалните економско-социјални совети не се баш активни. Идејата за оваа средба во Куманово е баш тоа, што имаме локален економско-социјален совет кој што е за пример во Македонија, тоа е лесот во Куманово и целта е преку доаѓањето тука, затоа што имаме представници од неколку општини, од општина Ресен, од општина Битола, од Гостивар, од Штип, од Кавадарци, да слушнеме позитивни практики како лесот во Куманово успева да функционира цело време, континуирано, да биде важен дел од општествениот живот во локалната заедница во Куманово и навистина мислам дека ќе имаме плодна дискусија и ќе имаме што да научиме од нив. Локалните совети од неколкуте општини ќе побараат и поголема соработка со Националниот совет, која што велат за сега недостига. Практиките што во изминатите години да работеше локалниот економски социјален совет дава можности да дадеме презентација и активности кои што досега ги реализиравме и во областа на контакти со самите компании, со фирмите, со соработка со нив, доста активности околу монтирање и поставување на фотоволтаици со економската криза. Па позитивен пример е со чевларите, каде што организиравме средба со премиерот на државата, каде што ги кажа своите проблеми чевларите и дел од тие активности и проблеми што ги има беа реализирани и подобрени. Па со месарите околу увозот на месото, така да таквите и сличните активности кои што нашиот лес ги работи, се надевам дека како позитивен пример ќе ги предадеме и на другите локални економски и социјални совети. Целта ќе ни биде и да ги видиме добрите практики од нивна страна, значи од другите општини што и како работат, оние добрите практики да ги применуваме и кај нас. И мислам дека сме единствениот лес кој што имаме стратегија 5-годишна за самата активност и самата работа на локален економски и социјални совет и се надевам дека со тоа што ние работиме ќе дадеме допринос и на другите лесови заеднички да работиме и една од иницијативите ќе ни биде да се повржеме со Националниот локален економски и социјален совет, каде што таа комуникација ни фали и тие средби и состаноци со нив ги неаме. Средбата ја организираше локално-економскиот социјален совет од Куманово во соработка со Младинскиот културен центар Битола. Советот во Куманово изминатиот период реализираше активности и средби со бизнис секторот за поставување фотоволтаици и полесно справување со економската криза, како и средби на представници на индустриите со надлежните сектори.